Добар ден, ученици, добре дојдовте во e-училница. Јас се викам Јадранка Георгиевска од Основното училиште Јан Москоменски од Скопје и ќе бидам вашиот наставник по математика денес на часот решавање на проблеми со алгебарски изрази. Часот е дел од темата алгебра и решавање на проблеми. На овој час треба да научиме да составуваме едноставни алгебарски изрази користејќи букви во замена за броеви, потоа да заменуваме позитивни цели броеви во едноставни линеарни изрази или во формули и на крај да идентификуваме и представуваме информации или непознати броеви во проблеми. Да се потсетиме на почетокот на часот на тоа што е променлива. Променливата е буква која заменува непознат број. Може да биде X, Y, Z, ABC, MNP и така натаму. Алгебарски израз представува променливите, т.е. непознатите и броевите поврзани со операциите, собирање, одземање, множење, делење и така натаму се разбира по некаков логичен редослед. Равенката пак представува равенство помеѓу два алгебарски изрази. Забележувате и овдека имаме променливи, броеви поврзани со операциите, но разликата помеѓу равенката и алгебарскиот израз е во тоа што кај равенката го имаме знакот за еднакво, додека кај алгебарскиот израз не. И на крај, формула представува некое правило според кое можеме да утврдиме некоја величина, да пресметаме некоја големина на некоја величина. Например, вас ви е позната првата формула L еднакво на 2 пати по А плюс 2 пати по Б, која што е формула за одредување на периметар на правоаголник. Втората е за одредување на плоштина на правоаголник. И третата, која ќе учите во погорните оделенија, е формула за одредување должина на пат, ако е дадена брзината и времето. За овој дел од часот ќе ви биде потребна тетрадка и моливче во која вие сами ќе се обидете да ја запишете следнава реченица со алгебарски израз. Замислив еден број, а потоа додадов 2. Означете ја непознатата со N и запишете ја оваа реченица со алгебарски израз. Доколку запишавте N плюс 2, одговоривте точно на барањето од задачата. Во следниот пример, еден молив чини M денари, а една тетрадка чини N денари, треба да запишете израз со кој што може да се одреди колку ќе чинат од 5 моливи. Се надевам дека запишавте 5 пати по N или 5M, знаете веќе дека помеѓу буквата и бројот, непознатиот број, не мора да стои знакот точка за множење, туку може едноставно да се запише 5M. Колку ќе чинат 4 тетрадки? Запишавте 4N. И на крај под В, колку ќе чинат 5 моливи и 4 тетрадки? Предпоставувам дека сите веднаш знаете да одговорите дека тоа е 5M плюс 4N. Во следниот дел од часот ќе научиме да заменуваме во израз. Тоа значи дека за променливите ќе заменуваме броеви и ќе одредуваме вредност на изразот. Во пример 3, дадено е дека x е еднакво на 2, а y е еднакво на 4, а вие треба да ја одредите вредноста на изразот 7x плюс 2y, што значи на местото на променливата, непознатата x, треба да запишете 2, а на местото на променливата y да запишете 4 и потоа да пресметате. Првиот чекор во задачата е 7 по 2 плюс 2 пати по 4. Овде забележувате дека знакот за множење мораме да го запишеме, бидејќи 7 по 2 би излегло 72. Останува да пресметаме 7 по 2 14 плюс 2 по 4 8. Овдека внимавајте, предност има операцијата множење во однос на собирање. Значи, прво множиме, на крај собираме и
резултатот е 22. За овој број 22 велиме дека е вредност на изразот. Многу слично ќе заменуваме во формула. Па сега имаме дадено еден правоаголник со должина А еднаква на 12 см. И неговата висина или ширина, како веќе ја викате, Б е еднаква на 7 см. Во задачата се бара да го одредиме неговиот периметар, тоест да замениме во дадената формула. L еднакво на 2 пати по А плюс 2 пати по Б. Значи, првиот чекор, слично и како кај изразот, како веќе што се обидовте сами, ќе биде на местото на А да запишеме 12, а на местото на Б да запишеме 7. Следниот чекор, L е еднакво, ги пресметуваме производите прво, нели, на крај збирот и добиваме вредност L еднакво на 38 см или периметарот на правоаголникот, велиме, изнесува 38 см. За крајот на часот, да ги повториме овие основни поими и да ја видиме разликата помеѓу нив. Израз се броеви и променливи поврзани со операции. Тие е едноставен израз 4 пати по А, кој што одговара на реченицата замислив еден број и го помножив по 4. Кај равенката, замислив еден број, го помножив по 4 и го добив бројот 12, го имаме всушност истиот израз, но го имаме и знакот еднакво на 12. И овдека ние можеме да одредиме вредноста на променливата, додека овдека можеме само да ја одредиме вредноста на изразот, доколку ни е дадена променливата. Кај формулата, еве слично, L е еднакво на 4 по А, забележувате овде го искористив истиот израз и во равенка и во формула, и ако се сеќавате, ова е формула за одредување периметар на квадрат. За крајот на часот, во описот на видеото ќе најдете еден линк со интересен квиз, каде што може да го повторите вашето знаење и да видите колку сте научиле за алгебарски изрази, равенки и формули. Дополнителни задачи за вежбање на наученото ќе најдете во учебникот, и тоа и за составување изрази, и за замена во израз, и замена во формула од страна 52 до страна 55. Ви благодарам што го проследивте часот, се надевам дека ви беше интересен и ви посакувам успешна работа.